На спектакуларен начин со дефиле низ центарот на Прилеп на 30 на гајдаджии од цела Македонија се отвори 50-тото поред јубилејно издание на фестивалот за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Учесниците велат дека ова е една значајна традиција во Македонија, чија мисија е зачувување на народниот фолклор и која што треба многу повеќе да се афирмира и да се поддржува од државните институции. Чувството е пред се прекрасно и тоа што ја негуваме нашата македонска традиција и најубавиот инструмент гајда. Колку младите денес го негуваат фолклорот? Пројавуваат интерес, но мислам дека треба се уште повеќе да се зголеми тој интерес, да искористат што има професионални луѓе што ја работат таа работа. Ние сме за прв пат овде во Прилеп, јас како наставник во основното музичко училиште во Велес Стефан Гајдов со своите ученици по традицијски инструменти за прв пат учествуваме и воодушевен сум навистина. Па се враќа во мода она изворното, старото, нашето традиционалното, автохтоното што мораме да го негуваме, мораме бидејќи културата е основно нешто за да опстане една нација. Фестивалот е преубаво нешто за љубителите на изворните инструменти, на љубителите на фолклоро, на музиката. Треба да представува нешто како да го поттикне младиот човек, нешто дека нешто убаво нешто било од поодминато време, па останало до ден денес. Кај нас уризари има многу доста мали членови и гајдарџии, дури сега водаме едно детенце од 4 години, што ќе свире денеска на фестивалу и утре у Долнени. А јас свирам гајди, али свирам и тамбуро и повеќе изворни инструменти ние сите свириме. Фестивалот е тоа за народот многу убав. Фестивалот е љубов на народ, да се дружат, да се унодава, тоа е најубавината. Иначе ако не е гајдата, нема да се дружиме. Ќе видам другарите, ќе се видиме со сите. И това ме интересира многу. На фестивалот учествуваат околу 300 учесници, а поради големата заинтересираност, селекцијата се вршела неколку месеци. Фестивалот за овие 50 години постоење ја исполни во целост својата мисија и улога. Па улогата е да ги обедини младите и возрастите и гајдаџи, и кавалџи, и кеманџи, односно на едно место да може да продефилираат многу инструменталисти, пеачи, каде покрај нивното музичко излагање ќе може да проследат и како свират нивните колеги, како се свири во нивниот район, како им звучат инструментите, особено гајдите. Вкупно двата фестивалски вечер имаме од 250 до 300 учесници, вклучувајќи ги 50 гајдаџи. Селекцијата беше навистина тешка, почнувајќи од крајот на месец март се до минатата недела. Траеше селекцијата, навистина се надеваме дека ги избравме најдобрите. Публиката ќе ужива во овие два фестивалски вечери. Фестивалот утре продолжува на местноста Рудина во општина Долнени, каде што ќе бидат оделени и главните награди.